Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Охрид конечно доби модерен трговски центар. Охрид мол на 17.000 метри квадратни со содржини за сите вкусови и возрасти. Владата донесе оперативен план за вработување вреден 40 милиони евра кој опфаќа над 16.000 граѓани. Почина двомесечно бебе од Струшко Велешта, нема траги на насилство. Мапирани и исчистени диви депонии на повеќе локации низ Охрид. Путин има 5 нови услови за крај на војната. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 21 степен Целзиусов. Под влијание на циклонска активност од центар над Британските острови, утре во северозападна Европа се очекуваат интензивни врнежи од дожд и грмежи. Нестабилно време со локални врнежи од дожд се очекува и во источна и југоисточна Европа. На Пиринејскиот и поголем дел од Апенинскиот полуостров ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Утре на Балканот во попладневните и во вечерните часови се очекуваат локални поројни врнежи, грмежи и можна појава на град. Претежно сончево време со локална облачност се очекува во крајните северни и јужни предели. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 26 степени. Во Македонија во утринските и раните предпладневни часови ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност со тенденција на постепено зголемување на облачноста. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со услови за поројни врнежи и услови за појава на невреме. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 12 до 24 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 19 степени. Во сабота и недела претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 7, односно 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23, односно до 25 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана, енергија, живот, иднина. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекарата Маро.
Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид конечно доби модерен трговски центар Охрид Мол. Охрид Мол не е само збир на продавници и брендови, тој ќе биде нова енергија во пулсот на градот, нова точка за забава, место каде што секој чекор ќе значи можност за работа, купување, за дружење, за инспирација, кажа градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков на свеченото отварање. На површина од над 17.000 метри квадратни, со внимателно одбрани содржини, новиот трговски центар се очекува да го редефинира концептот за пазарување, но и да има позитивно влијание врз локалната економија. Новиот долгоочекуван модерен трговски центар Охрид Мол денеска со свеченост ги отвори вратите за посетителите. Со површина од над 17.000 метри квадратни и внимателно одбрани содржини според вкусот на потрошувачите, модерниот трговски центар се очекува да го редефинира концептот за пазарување, да ја збогати понудата за охриѓани и гостите, но и да има позитивно влијание врз локалната економија. Нашиот град, кој е надалеку познат по своето културно и духовно наследство, од денес добива нова содржина која ја збогатува понудата за охриѓани, но и за сите туристи, посетители и гости. Со овој свечен настан не го пуштаме во употреба само овој трговски објект, туку отвараме и нова страница во економската и туристичката приказна на Охрид. Охрид Мол не е само продавница и збир на продавници и брендови, тој ќе биде нова енергија во пулсот на градот, нова точка за забава, место каде што секој чекор ќе значи можност за работа, купување, за дружење и за инспирација. Овој простор ќе значи спој меѓу традицијата и модерното живење и е еден важен доказ дека Охрид може да ја чува својата историја, но и храбро да чекори напред кон иднината.
Градоначалникот Пецаков упати честитки до инвеститорите кои, како што рече, со својата визија и храброст препознале потенцијал онаму каде што другите гледале предизвици и решиле својата бизнис идеја да ја реализираат во убавиот Охрид. Исто така упати честитки до сите компании и деловни субјекти кои отворија своји продавници и представништва во овој мол. Се надевам дека креиравме не само модерен трговски центар, туку и место каде што граѓаните на Охрид ќе се чувствуваат пријатно, ќе креираат убави спомени, ќе купуваат, ќе се забавуваат. Само сакам да се заблагодарам на неколку луѓе кои што беа клучни за реализацијата на овој проект. Тоа е пред се градоначалникот господин Кирил Пецаков, кој што уште првиот состанок пред 2 години изрази поддршка да ова се заврши и без неговата поддршка немаше да бидеме во можност да го реализираме проектов. Би сакал да им се заблагодарам на сите брендови кои што веруваа во проектот и се дел од Охрид Мол. Во Охрид Мол присутни ќе бидат познати модни брендови, дрогерии, маркети и игротека со површина од преку 1300 метри квадратни и вклучен лаунџ бар, дополнително забавните содржини ќе ги збогати и плей парк, бар и друго. Охрид Мол располага со сопствен паркинг за над 250 возила, автоперална продавница за домашни миленици, цвеќара, гифтшоп, мобилара и останати придружни сервисни услуги. Охрид денеска го доби најголемиот жито маркет во регионот. Во склоп на новиот трговски центар Охрид Мол, во модерен продажен простор, потрошувачите од Охридско-Струшкиот регион имаат на располагање исклучително богат асортиман на производи, при што добиваат повеќе вредност за секој потрошен денар, велат од жито маркет. Она што го издвојува од останатите е и комплетно ново искуство на пазарење со иновативен пристап и љубезна, брза и ефикасна услуга. Денеска во Охрид беше отворен новиот и досега најголем жито маркет во регионот. Лоциран во склоп на Охрид Мол на површина од 770 квадратни метри, овој супермаркет претендира да стане прв избор за пазарење на граѓаните од Охридско-Струшкиот регион и гостите, бидејќи е познат по тоа дека нуди повеќе вредност за секој потрошен денар, со постојана грижа за квалитетот и цените. Овој месец отворивме веќе 3 нови маркети, и тоа во Струмица, Струга и денес го отвараме во Охрид. Креиравме над 50 на нови работни места, и тоа од раководни, административни позиции до вработени во продажба, логистика и техничка поддршка. Наша цел е да отвараме можности, особено за младите, но и за сите што сакаат стабилност, професионален раст и вработување во една динамична и иновативна организација. Жито маркет ги обединува сите категории производи во модерен продажен простор, покрај богатата понуда на прехранбени производи, свежо месо, топли пекарски производи, овошје и зеленчук, свежо печено пиле и широк асортиман на пијалоци. Маркетот нуди и непрехранбена понуда, меѓу кои облека, производи за домаќинство, па дури и мебел за двор. Посебен акцент заслужува Ла Фамилија, премиум концепт продавница во состав на маркетот, каде љубителите на фина култура можат да уживаат во избор на ексклузивни ликери, врвни пури и елегантни подароци. Совршено место за сите кои што сакаат нешто поинакво. Она што го издвојува жито маркет од останатите е и комплетно ново искуство на пазарење и високо ниво на професионалност на вработените. Секој вработен поминува низ обука за да обезбеди љубезна, брза и ефикасна услуга, подготвени да одговорат на потребите на купувачите и да им помогнат со насмевка, вели Даниела Липтов, директорот за човечки ресурси. Поведуваме во моментот нови технологии на дигитални ценовници, самонаплатни каси, со што го подобруваме искуството не само на потрошувачите, туку и за нашите вработени. Инвестираме во внатрешни тренинг програми, кариера за развој, лидерски потенцијал. Веруваме дека само со силни тимови можеме да направиме и да испорачаме квалитет кој што го ветуваме на потрошувачите. Инаку жито маркетот во Охрид е 80-ти поред во ланецот жито кој како бренд континуирано се рангира високо на македонскиот пазар благодарение на долгогодишната доверба, квалитетната понуда и континуираната иновација. Денес се одржа 57-та седница на Советот на општина Охрид. Сите точки од денешниот дневен ред беа усвоени. На дневен ред пред градските советници на денешната седница беа 49 точки и истиот беше надополнет со уште една точка од сферата на урбанизмот.
Советниците одлучуваа за 3-месечните извештаи за работата на охридските јавни предпријатија, 3-месечните извештаи за реализација на програмите во повеќе области, потоа измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Охрид за 2025 година и проширување на средствата во буџетот на општина Охрид за 2025 година. Понатаму, усвојување на социјален план на општина Охрид за периодот 2025-2028 година, измена и дополнување на одлуката за поставување урбана опрема и времени објекти и утврдување на висината на надоместокот, односно закупнина за 2025 година, изменување и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид, давање согласност на измени на годишниот план за вработување на општина Охрид за 2025 година, како и измени и дополнување на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за периодот 2025-2027 година, кој беше надополнет со уште една точка предлог одлука за измени и дополнување на одлуката за донесување на детален урбанистички план во урбана заедница 12.3 опфат 2 за плански период 2022-2027 година. Сите точки од денешниот дневен ред беа усвоени. Почина двомесечно бебе од Струшковелешта. Вчера утрото од страна на родителите, женско бебе без знаци на живот било донесено во Струшката болница. Педиатрите по направени обиди за реанимација констатирале смрт. Не се познати причините, ниту под кои околности настапила смртта, но обдукцијата покажала дека нема траги на насилство. Информираат од СВР Охрид. Пријавено е дека на детското одделение во здравствената установа општа болница во Струга од страна на родители од едно струшко село било донесено нивното двомесечно бебе без знаци на живот. Од страна на медицинска екипа било пристапено кон реанимирање, пошто доктор педијатар констатирал смрт. По наредба најавен обвинител во селото, лекар од судска медицина извршил обдукција, при што не се констатирани траги на насилство. Полициски службеници од ОВР Струга извршија разговори со родителите, а потоа и увид во нивниот семеен дом. Владата донесе оперативен план за вработување вреден 40 милиони евра, кој опфаќа на 16.000 граѓани. Младите се ставени во фокусот со цел да се спречи одливот на мозоци и работна сила, бидејќи тие се иднината на државата и економските стратегии на секоја една сериозна држава треба да се градат врз темелот на можностите и капацитетите на младиот човек, рече премиерот Христијан Мицкоски на денешната пресконференција. Владата донесе оперативен план за вработување за 2025 година, со кој се утврдуваат програмите, мерките и услугите за вработување кои ќе обезбедат креирање на нови работни места, изголемување на вработеноста на невработените лица, посебно на младите, долгорочно невработените и корисниците на гарантирана минимална помош. Согласно оперативниот план за 2025 година предвидено е да се вклучат вкупно 16.057 невработени лица, од кои 12.537 лица во активни мерки за вработување, а 3.520 лица во услуги за вработување. Со овој план се опфаќаат две главни точки. Првата е директна подршка за стартап бизниси на млади, што и беше моје ветување за младите. Втората работа е организиран пристап во сузбивањето на појавата на пожари, особено присутен проблем во летниот период, зашто ќе се вработат 400 пожарникари кои ќе се стават на располагање на општините, каде ќе има потреба, се разбира, како и дополнително вработување на 600 невработени лица кои ќе бидат ангажирани за јавни работи и општински проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво. Што се однесува до мерките за младите, опфаќаат поддршка за самовработување на 720 невработени млади лица до 29 години, висината на финансиската поддршка е 615.000 денари неповратни средства за основање на бизнис и 3.000 денари за финансирање на дел од трошокот за регистрација на правен субјект. Поддршка за самовработување, здружување во ДОО се предвидува да опфати 400 лица. Висината на финансиската поддршка изнесува 861.000 денари до 1.230.000 денари правен субјект од два содружника.
практиканство за 1352 млади лица до 29 години, младински додаток за 3500 млади до 23 години кои ќе заснуваат работен однос или се вработени во дејностите од областа на производството. Оперативниот план за 2025 година, освен за младите, опфаќа и помош на долгорочно невработени лица, корисници на гарантирана минимална помош и поддршка на други загрозени категории на граѓани. Премиерот ги повика граѓаните, правните субјекти и јавноста да се запознаат во целост со можностите кои ги нуди оперативниот план и да се запознаат со условите и бенефициите кои се нудат. Мапирани и исчистени диви депонии на повеќе локации низ градов, подигнати се 32 метри кубни кабасти зелен отпад. И покрај заложбите на јавното предпријатие Охридски комуналец за чист и уреден Охрид, продолжува деградирачкиот однос на поединци. И покрај објавениот календар на акции за кабаст и зелен отпад за 2025 година, екипите на Охридски комуналец секојдневно се соочуваат со мини депонии на секој чекор во секој дел од градот и урбаните заедници, велат од предпријатието. Додаваат дека во вонредна акција од нови мапирани диви депонии во населбата Далјан, улиците Асном и Галичица, подигнати се 32 метри кубни кабаст и зелен отпад. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!